Сите докази и вештачења покажуваат едно, а Скопскиот кривичен суд гледа друго. Пресуди дека телевизија Алфа наводно не платила данок од 84.000 евра во 2013 и 2014 година. Ја задолжи да ги плати судските трошоци од околу 1200 евра и дополнително ја казни со 5000 евра. Управата за јавни приходи во 2021 година ја тужеше телевизијата дека наводно затаила, односно не платила данок за позајмици во 2014 година, што не е издржано според одбраната, бидејќи законот предвидува рок од 5 години за враќање на позајмици, доколку не стои поинаку во договорите и за истите телевизијата извршила отпис. Практично и вештачењето кое што беше изработено на предлог на телевизијата и супервештачењето по барање на судот покажуваат дека Алфа немала обврска за поднесување даночен биланс, бидејќи користи едноставен режим на одоначување, што се наведува и во самата присуда. Од тука во 2014 година Алфа Скоп до Скопје немало обврска за поднесување на даночен биланс за одоначување на непризнаени расходи, туку обврска за поднесување на даночен биланс за вкупен приход, образец ДБВП. Од причина што нема остварен вкупен приход од работењето, односно применува поедноставен режим на одоначување. Со даночниот биланс за вкупен приход, образец СБВП, не се врши усогласување на непризнаени расходи и не постои обврска за данок на добивка. Но и покрај утврдените факти кои се наведуваат и во самата пресуда, конечната одлука на првостепениот суд е во полза на управата за јавни приходи, односно обвинителството, и не ги прифатила доказите изведени пред судскиот совет и одбраната на телевизијата. Судот не го прифаќа тврдењето во супервештачењето и во исказот на супервештакот дека доколку друштвото би имало приходи над 3 милиони денари, единствено тогаш би подлежало на обврска да поднесе даночен биланс за утврдување на непризнаени расходи и во тој случај застарените побарувања да подлежат на отпишување и да се пресмета данок, а во спротивно немало обврска да пријавува непризнаени расходи од невратени позајмици, кои би биле основ за одоначување. Алфа телевизија ќе обжали одлуката пред повисоките судски инстанци и ќе побара според изведените докази да биде донесена соодветна одлука, што не беше случај со првостепената пресуда.